Ајде да видиме зошто сте хронично стресирани и зошто лабораториските резултати не покажуваат што се случува во реалност. Значи, вака, првично, она што го имаме е нешто што се нарекува врска помеѓу хипоталамус, помеѓу хипофиза и помеѓу надбубрежни жлезди. Значи, тие се многу тесно поврзани помеѓу себе и си имаат една врска. Сметајте на хипоталамусот дека е директор, а на хипофизата дека е некаков шеф. И директорот дава, значи и диригира на шефот што да прави натаму. Речиси со сите хормони, значи диригира. Хипоталамусот лачи еден хормон, значи кој што се нарекува адренокортикотропен ослободувачки хормон, не ви треба како име, значи кој што ја стимулира хипофизата да лачи друг хормон кој што се нарекува аденокортикотропен хормон, кој што пак ги стимулира надбубрежните жлезди да лачат кортизол. Сега, значи, многу е важна оваа врска, значи игра во многу голема улога во однос на регулација на стресот, на самата дигестија, на имунолошкиот систем, на тоа како се чувствувате, на самите емоции, на вашето либидо. И што се случува? Значи, што покажуваат лабораториските резултати кај нас? Доколку отидете и доколку испитате кортизол, што дел од вас претпоставувам веќе сте го испитали, видов на самите полови што ги ставува дека сте го испитувале, значи може да покаже една од двете работи вообичаено. Или е покачен, или е во нормални граници. Но зошто дури и покачениот и нормалниот кортизол всушност не ја покажува реалната слика? Ајде да видиме. Малку време за нови информации. Значи, ова нешто сигурно никогаш во животот не сте го виделе и никој не би го покажал. Значи, станува збор за тест на надбубрежните жлезди преку плунка за испитување на кортизол. Значи, имаме 4 читања на кортизолот во текот на денот, вообичаено се прават, значи, наутро, напладне, попладне и пред спиење. Со тоа што имам ставено едно предупредување, дека доколку направите еден стандарден тест на испитување на кортизол, значи ќе откријат адисон или дека не работат надбубрежните жлезди, дека се откажани само ако е дошло до над 90% нивно уништување. Сега, гледате дека нормално, значи, улогата што е на кортизолот. Значи, наутро кога ќе станеме, тој го достигнува својот максимум некаде помеѓу 7 и 9 часот наутро и постепено во текот на денот полека се намалува и сакаме да го достигне минимумот, значи во 10 часот некаде навечер. Тоа е времето кога треба да се каче мелатонинот и да ни се приспие. И вообичаено ова се нормалните граници што ќе ги видите. Но што се случува? 90% од лицата со Хашимото особено, ќе споменам дека и лицата со полицистични јајници имаат проблем, но не до толку изразени како кај Хашимото. Значи, имаат нешто што се нарекува адренална дисфункција или незиното медицинско име е HP-axis dysfunction, со тоа што значи, имаме неколку фази. Имаме нормална надбубрежна функција која што се свеќава некаде само кај 10% од лицата со Хашимото, потоа имаме фаза 1 на адренална дисфункција. Ќе зборувам адренална дисфункција, ќе го користам поимот адренална дисфункција за да ви биде полесно. Фаза 2 адренална дисфункција и фаза 3 адренална функција. И повеќето од лицата со Хашимото ќе бидат или во фаза 2 или во фаза 3. Ајде сега да видиме што се случува, значи. Кои се симптоми на адреналната функција? Значи, чувство на постојана преоптеретеност, чувство на умор, независно колку сте спали, дали сте спали 10 или 12 часа, тешкоти и состанување наутро во повеќето денови, желба за солена храна, тоест ви се иде да изедете цела кутија чипс, да кажеме, например. Врските не можете да си ги извршувате и имате многу тешкоти за извршување и најнаобичните, значи, домашни обврски зборуваме. Или пак на работа евентуално, но зборуваме за обврски кои што бараат минимален ефорт. Чувство на вратоглавица или слабост при брзо станување, заматеност во главата, изразен симптом, или brain fog, или имаме нешто што се нарекува проблем со изразување на мисловниот процес. Потоа друго како симптоматика, оно што ќе го видиме, значи може да имаме неизменична диарија и обстипација. Имаме ниско ниво на шеќер
Тоест имаме нагло паѓање на шеќерот, намалена желба за интимни односи или намалено либидо, намалена способност за справување со стресот. Што значи? Значи се вадите од памет и за најмала ситница. Да кажеме, се случува нешто, се повишува глас, вие не можете да трпите глас, значи исто е знак дека имате некој вид на адренална дисфункција. Значи имате забавено оздравување, т.е. гледате дека ви е потребно да поминат 10 дена или 2 седмици за да си дојдете на себе, значи од најобична настинка. Може да бидете апатични, да бидете депресивни, имате чувство дека не уживате во животот. Значи чувство за особено за слушување доколку прескокнувате оброци. Потоа, изразениот предменструален симптом е исто уште едно нешто што укажува на адренална дисфункција, проблем со фокус и концентрација, како што спомнав, намалена способност за донесување одлуки, намалена продуктивност, значи слаба меморија, оно што ќе го кажете, постојано заборавам, значи не можам да се сконцентрирам, не можам да се фокусирам, немам никаков капацитет. Познато? Хајде да видиме. Значи, фаза 1 адренална дисфункција. Овде имате, значи, ќе видите еден чарт каде што вообичаено ова е нормално како треба да се движи самиот кортизол. И ќе видите дека во фаза 1 имаме хронично покачено ниво во текот на целиот ден. Што значи? Доколку сте во фаза 1, значи, вообичаено, оно што ќе се случува, ќе бидете постојано нервозни, ќе бидете постојано гневни, ќе се вадите од памети за најмала ситница, ќе скокате наутро, значи, од кревет ќе отварате очи, скокате наутро. Ќе имате потешкоти со слабење. И доколку е покачено и во текот на ноќта ќе имате проблеми, значи, и со заспивање. Сега, што гледаме на оваа слика, сосема друга приказка. Значи, имаме нормално ниво наутро, кое што ќе го испитате во лабораторија и ќе имате нормално ниво на кортизол и ќе ви кажат дека се е во ред, како што голем дел од лицата кои што се одговориле дека кортизолот им е во нормални граници, но тие се чувствуваат дека се стресирани. Значи, тоа што го забележувате е дека е во нормален наутро, но што се случува? Попладне доаѓа до негово покачување и доаѓа над граница. Потоа, пак спаја во време, значи, некој време подоцна во текот на денот и пак се качува навечер. Ова е фаза 2 на адренална дисфункција. И во оваа фаза, оно што ќе го почувствувате е дека наутро, може би некако се чувствувате окей, да речеме, потоа станувате нервозни и опаѓате некаде попладне. Значи имате драстичен пат на енергијата попладне, пошто навечер повторно се качува, имате проблем со заспивање. И доаѓаме кај фаза 3, која што дефинитивно е најлошата фаза на адренална дисфункција. Овде имаме ниско ниво на кортизол. И оно што ќе го почувствувате е дека плачете буквално за се, за работи кои што претходно не сте ни помислеле дека можете да плачете. Многу подобро се чувствувате после нежна физичка активност. Во некои случаи, дури физичка активност од типот на пешачење може да ве направи да се чувствувате лошо. Многу е важно, значи. Друго нешто што може, и покрај тоа што можете да бидете со наднормална телесна тежина, но можете да бидете и со нормална, дури и со премала ниска или со ниска тежина. И често сте забавени, особено наутро, особено до попладне, евентуално може да ви дојде енергија на крајот на самиот ден, што е уште пофрустрирачки затоа што кога треба да спиете точно, вие не можете да заспиете. Така што, оно што ќе го видите е дефинитивно дека имаме многу различни видови, различни патерни, имаме различни видови на лекување, имаме некои работи кои што работат за сите фази, но доколку имаме различни фази, тогаш ни се потребни посебни протоколи на некоја суплементација, да кажеме, на некои навики, каде што применуваме, да кажеме, во фаза 3, дефинитивно во некои случаи скроз исклучуваме физичката активност за извесно време, додека успееме да ги подкрепиме надвобрежните жлезди.
или пак внесуваме многу слаба активност од типот на йога. Затоа, уште еднаш, утрешното мерење на кортизол не дава ни приближно јасна слика за тоа што се случува во вашиот организам. А за тоа, што можете да направите и како да го решите овој проблем, повелете на онлайн курсот, каде што ќе наидете на детална информација, значи буквално како да го решите целиот овој проблем.